Министерството за внатрешни работи понатаму интензивно работи на расчистување на петкратното убиство и во континуитет излегуваат нови докази, одјавување на граѓани, снимки од камери, секако вид траги кои мораат сериозно да се анализираат. Од МВР брифираат дека во возилото се пронајдени многу траги, но со прецизни детали нема да излегуваат во интерес на истрагата, ниту пак ќе брзаат со квалификацијата бидејќи сите аспекти се уште се согледуваат. Полицијата досега обезбедила околу 50 на снимки кои детално се прегледуваат и анализираат. Дополнителни анализи се прават и на возилото, односно на големиот број траги кои се пронајдени во него. Истото било од поодамна влезено во Република Македонија, а од МВР уште еднаш потврдија дека ја имаат неговата комплетна историја, како и историјата за Мерцедесот од кој биле украдени регистарските таблички кои биле ставени на Опелот. Увидот кој траел 3,5 дена сам по себе носи многу докази и материјали, па токму затоа од МВР вела дека за дел од нив потребна е дополнителна хемиска и лабораториска анализа за добивање на прецизни и точни резултати. По извршената реконструкција е утврдено дека грозоморното убиство е извршено многу брзо, од 5 до 10 минути, нешто пред 20 часот, а во полиција било пријавено по 2 часа, односно во 22 часот и 15 минути. Полицијата и натаму не исклучува ниту едно сценарио за било каква поврзаност. Се разгледуваат сите аспекти. Околу помошта од земјите од соседството од МВР вела дека постои декларативна помош, но засега ништо конкретно кое дополнително би помогнало истрагата да напредне. Сепак и натаму се остваруваат контакти со соседните земји.